Марија го пиеше своето утринско кафе, веројатно многумина од вас утрево уживате во вашиот утрински пиелок. Јас подготвена да го направам моето утринско кафе, нешто што стандардно во нашата кујна покрај утринското кафе се разбира и у њо останати утрински ритуали или наши утрински рецепти кои што ги правиме и тоа сето тоа со задоволство и во можност да се поврземе со некои од нашите соговорници со кои што секојдневно имаме можност да стапиме во контакт на еден ваков начин, преку онлайн видео повики се разбира и да дознаеме за утринските ритуали, но и да се информираме за нешто ново. Уште и рано наутро актуелни да ви информираме за она кое што не очекува оваа недела, поточно за викендот кој што е пред нас. Најавив на самиот старт за оние кои што не следат од почеток, гуши бац е љубов е нешто што не очекува викендов, но имаме многу повеќе за разговор со нашиот Денис Јанкуловски или попознат како космонаут, кој што ги имаме и ова утро. Денис, добро утро. Добро утро и секој утро. Така е, на секој утро ни е добро, нашите соговорници, па и нашите гледачи, нели ни го прават уште подобро, а веруваме дека истиот ефект е и обратно. Па како си ова утро, како го стартуваш денот? Забележувам дека си негде надвор, имаме убаво утринско сонце, поточно ведро утро. Да, убав ден, во најава и сонце. Јас сум тука во паркот во близина кај што живеам. Некако убава интересна локација ми беше вака за видео вклучување, убаво разделенето. Така да овој пат си реков од тука да биде вклучувањето. Да. Утрински ритуал, особено во овие денови кога ближи настанот, кога го се организира настанот, е секогаш малку повозбудливо, подинамично, потемпераментно, меѓутоа за убаво е така да се издржува. Така и во сите тие, да речеме, сладки обврски кои што ги имаш во овој период, ево успеваме да се поврземе на еден ваков начин, се со цел да бидеме актуелни и да ги информираме нашите гледачи за тоа кое што следува. Покрај наставно се разбира ќе кажеме и за илустрираната сликовница, која што имаат можност оние кои сакаат да ја видат и да си ја купат на сајмот за книга, но ајде да почнеме со ред. Ке оставам на тебе што е она што сметаш дека е добро прво да го споменеме се разбира и да ги кажеме деталите. Да, прво сакам да кажам во однос на тоа врските кои што се дополнително овој период, секако многу е битно и ова медиумско представување, едноставно заеднички да не само да го најавиме настанот, меѓутоа заеднички секојаш со вас медиумите ние ја зголемуваме свесноста. Тоа всушност е целта на се она што ние го правиме, пак ќе кажам заедно сите, зголемување на свесноста за лицата со атипичен развој, односно за различностите, нивно прифаќање, почитување, инклузија во општеството, едноставно заедничко убаво нормално секојдневие. Настанот ќе се одржи на 11 мај, сега во недела, значи многу ситно, што би се рекло, броиме. Од 11 до 14:30 часот за мене едно од најубавите, да не речам најубавото место во Скопје, меѓутоа местото каде што има најмногу гуши бац, каде што има најмногу љубов, каде што насмевки, каде што се споделува се, за мене култно место во тој поглед, така да затоа и секоја година тука го одржуваме настанот. Во однос на концептот, да речам 90% можда, односно концепцијски е многу сличен на претходните, бидејќи како ги правевме претходните настани, увидовме дека всушност овој начин тоа е тоа што успева, што е убаво и што привлекува многу секако првенствено деца на дружбата, и разликата која што е во однос на претходни настани е само она проширувањето, значи повеќе активности, други различни активности, не мора да се само игри, како што и нема само игри. Всушност има и едукативно катче, има музичко катче, ликовно, ќе имаме работилници, ќе дознаваме како се ќе научиме како се прават нешто на платна, како се бои, мозаици, меѓутоа да не откривам се во тој поглед. Ќе има и дел сценски настапи, сето тоа е инклузивно, каде што не учествуваат и деца со типичен или и деца со атипичен, односно она што во последно време, да речам, преферираме и сите сакаме да го кажуваме дека ова е настан за деца, значи едноставно настан за сите деца на школка. Ќе биде убаво, ќе биде богато, ќе биде просторно, веруваме дека ќе биде доста посетено во однос на искуството кое што имаме, така да
како и секоја година покана отворена до секое дете, секој оној кој што се чувствува дете, буквално секој може да дое на школка тој ден. Да, така, едини си Бого кажано, се надевам дека и времето ќе ве послужи, некако ова недела имаме променливо време, но има време до викендот и веројатно за викенд и тоа ви е испланирано и верувам дека времето ќе биде добро, иако е непредвидливо, но како и да е, тоа не е пречка за одлична забава. Јас само ќе те надополнам во однос на овие сите активности, односно концепт кој што го спомена и кој верувам од година во година си доживува своја надоградба или некаква трансформација, се со цел нели да и се зголеми забавата, но и да биде интересно за дечињата. Тука во вашиот ивент кој што е креиран на Facebook, има дека информација дека ќе има нели повеќе други активности, не лути се човече, сложувалки, кошарка, фудбал, спортски игри, шминкање, фризури за девојчињата, шах, магични залчиња, ликовно и забно катче, рубикови коцки, тоа се многу активности на едно место и веројатно нешто што го задоволува тој детски интерес и љубопитност и што го задржува вниманието, нели знаеме дека децата сакаат да им се задржи вниманието, а треба да биде нешто така забавно и оригинално. Па затоа од една страна и тоа заради тоа што има и доста активности. Ние сме распространети, всушност можеа да видат и претходните години сите оние кои што дојдоа дека не се прави гужва, едноставно има доволно простор во парк. Јас некогаш се смеам дека како што сме тргнале, ние можеби ќе се расшириме од фонтана до зоолошка градина, меѓутоа и зошто да не. Секогаш има плюс интерес од луѓе кои што сакаат да учествуваат, сакаат да имаат свое катче, а за да биде сето тоа убаво, за да нема непријатност, значи и на деца и на возрастни кои што едноставно ќе би им било непријатно, затоа се шириме што едноставно представува убаво во целата работа за да човек едноставно за да секој си помине навистина убаво тоа време. Премногу има навистина, ете, како што споменавте и вие, многу активности веројатно има уште кои што можеби не сме ги споменале, меѓутоа дента ќе дојдат и ќе видат сите наши другарчиња. Да, карате, тенис и полигон, тоа се новитетите, дели Уште има лего коцки ќе има, возење точаче ќе има. Одлично. Инаку еве во моментот, односно во неделот кога го споменавте магично залче, тука ќе има уште 3 всушност секции од истото училиште од кај што доаѓаат, така да ете плюс активности ќе има. Сето тоа е одлично и се разбира бара една голема организација. Ти се разбира имаш околу тебе веројатно и тим кој што ти помага, иако самиот си водич на сето ова во организација нели ова е на Аутизам АМК. Ние сме имале многу прилики да зборуваме во нашето студио за тоа која е целта, тоа е да се расте заедно, нели. Целта е да се препознаваат и да се прифаќаат различностите. И веројатно со ваков ентузијазам и труд и нешто кое што веќе се одржува во континуитет, па дури нели се зголемува тој интензитет, може слободно да кажеме, и на во однос на поддржувачи и на оние кои што го препознаваат сето тоа, па и добро ја сваќаат пораката која што се праќа преку сето ова. Гуши баце љубов е еден навистина интересен, забавен, да речеме, наслов или порака, но која што содржи навистина преку таа едноставност нешто што сите би требало да го знаеме, а тоа дека љубовта е се разбира одговор на се. Да, па веќе со тоа што го правиме по 6-ти пат, значи едноставно и тоа ни докажува нас и на сите ни покажува дека сме, како што викам, на вистинската патека. Имаме поддршка секако од многу компании, поддршка од многу индивидуалци волонтери, поддршка од медиумите. И најзначајната, мислам, сите поддршки се значени, меѓутоа кога имаме поддршката од сите оние семејства кои живеат со атипичен развој, кои што доаѓаат, кои што ни едноставно ни викаат браво за се што правите, продолжете така да правите, тогаш знаеме, пак ќе кажам дека всушност патеката е токму оваа патека. Целта како што и вие споменавте, токму тоа е зголемување на свесноста, прифаќањето, а мислам дека најцелна група всушност во повикот и во сето она што го правиме конкретно се оние родители, старатели или оние семејства кои што немаат атипичност, кои што немаат блиску
затоа што ако веќе малку ја разгледаме околу себе, сигурно имаме некој кој што е различен по нешто од нас и всушност ние ги повикуваме нив да дојдат да видат дека сите овие деца кои што доаѓаат на школка, дали настапуваат, дали играат, дали нешто ќе презентираат што можат да направат, дека се едноставно деца со име и презиме, исто како сите нас, деца кои што сакаат, можат, умеат и едноставно бараат од нас само да им дадеме, бараат подадена рака, а тоа е најмалку што може да го направиме и верувам дека сите всушност успеваме на некој начин да го постигнеме тоа, иако далеко е од она што сакаме да го постигнеме, меѓутоа нели ќе растеме во годините натаму. Така е, тоа е всушност и целта од година во година да растеме заедно и да се пренесува тоа на сите идни генерации, на сите млади дечиња, што всушност значи прифаќање на различностите и ширење на љубовта. И еве останува во овие минути да ги поканиме сите оние кои што не следат утрева во недела на 11 мај во 11 часот во градскиот парк и кај школка да отидат и да се забавуваат со сите овие нешта кои што ги споменавме, со своите дечиња се разбере на една одлична дружба, како за децата, така и за повозрастните. Во делот фотографиите кои што така е, кои што ги имавме можност да ги видиме сега Денис додека зборуваше, беше и таа пеперутка која што меѓу другото и тие објави и можност за фотографирање нели со таа разнобојна пролетна убава пеперутка. Да. Значи на школка на 11 часот, со тоа што едноставно и она што го сакаме да го кажеме дека денте има трка, значи улицата или деска ќе биде затворена во извесен период, ама претпоставам до 11 часот ќе биде, чисто заради паркирање, заради возилата дека можат позади од страната на стадионот да доаѓаат слободно од кај влада. Да си тргнат со време. Да си тргнат со време. Да не го губиме трпението околу паркингот, што најчесто знае да не се случи, особено за викенд и особено во парк. Ете, тука го закружуваме делот што се однесува до настанот во сабота, поточно, односно во недела на 11 мај. А она кое што исто така е составен дел од ова наше утринско будење е сликовницата, илустраната сликовница Другарка и другарко и нивните две маченца, така? Да. Тоа е мојата втора сликовница. Темата како и претходната, така и ова е мојот придонес кон се она што сакам да го направам и преку Сдруженијето и на овој начин. Еден вид продолжение на другарко, односно овој пат другарко се вклучува во доживувањата и патувањата на неговата другарка и нашата другарка, заедно со две маченца кои што патуваат на различни планети, имаат преубави доживувања, меѓутоа сето тоа нели набрзо ќе можат да го прочитаат и дечињата. Сликовницата исто како и претходната и во издание на Прозарт медија, илустрациите прекрасните, за мене волшебни навистина илустрации од страна на нашата другарка Наташа Костовска. Така да прво ќе се видиме на саемна книга на 9 и 10 мај во 17 часот, па на 31 мај здравје Боже закажана промоцијата овде во Кисела вода, домот на култура Билјана Беличанец, меѓутоа за тоа има време ќе кажеме повторно. И она што сакам да го кажам е дека оваа сликовница всушност е еден вид моје благодарам за мојата учителка, како што јас ја викам Ерато, посветена е на Ерато за незиниот гушибац, едноставно за незиниот гушибац, затоа што тоа е незина оригиналност, која што за мене е начин на живење, мотивација и едноставно сакам и на овој начин и преку незе и на сите оние мои мали, но големи другарчиња херои да им се заблагодарам. Така, во знак на благодарност, но веројатно и мотивација, можеби и за многу други, ако зборуваме дека секогаш меѓусебно се мотивираме. Одлично, Денис, јас уште еднаш, нели, како што и рековме во наше утринско будење, ги најавуваме овие две важни работи, односно ги кажуваме овие две важни информации, се со цел, нели, да и ги информираме нашите гледачи, но и да сме во текст она кое што е ново и веројатно би можело или доколку има нешто за во иднина, што
е она можеби што се подготвува ако би имале простор да најавиме доколку има такво нешто или пак тоа се Секако. како велиш спонтано, нели има и такви моменти сме зборувале за тоа и во минатото. Секогаш. А вие секогаш сте тука, давате огромна поддршка што навистина мене и на сите нас навистина многу ни значи, така да продолжуваме да растеме заедно. Така е. Продолжуваме да растеме заедно, продолжуваме вака да се гледаме, да комуницираме, да ги информираме нашите гледачи и се разбира да шириме заедно оваа порака. Посакувам што поголем број во недела во градскиот парк, одлична дружба за сите дечиња и се разбира успешен настан, гуши баце љубов и тоа е се што треба да знаеме. Денес ти благодарам што во утро на ваков начин се вклучи во утринска на Телма, уживај во утрото, убаво утро имаме и треба да знаеме како да ги искористиме овие убави утрински минути со пролетното сонце. Како ти продолжува денот по станувањето рано наутро и покрај останатите обврски поврзани со ова за кое што зборувавме, што друго е составен дел од твој ден? Па во овие денови треба да се наполни магазинот, треба да се донесе робата, треба да се оди уште по медиуми, треба да се представи, да се додоговори, така да сето тоа се убави и сладки обврски, дефинитивно. Така да уште еднаш ви благодарам за можноста и за сликовницата и за настанот да најавиме и секако голем гуши баз до вас. Ти благодарам, Денис, уживај во денот и во тие сладки обврски кои што го исполнуваат истиот. Се гледаме во недела и се разбира, се гледаме во некоја следна прилика со останати новитети.